Отворена третата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Учествуваат 40 учесници од 17 зими. Одржува виртуелно до 28 јануари. Годинишното издание на зимската школа е во чест на македонскиот поет Ацо Шопов по повод 100 годишнината од неговото раѓање. Информација на Александра Спировска. Годината кога се чествува 100 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов, еден од централните македонски личности во 20 век, и како поет и како книжевен преведувач. Отворена е третата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. На зимската школа учествуваат повеќе од 40 учесници од 17 земји од светот, што сведочи за интересот за изучување на македонскиот јазик, на што сите треба да бидеме особено горди, рече председателот на државата Пендаровски. Без сомнение, богатството на македонскиот јазик најубаво може да се види и преку пишаниот збор и достигнувањата на нашите литературни автори како Шопов, кои преку својот поетски израз отвара нови перспективи и препеви кои самите по себе, покрај одличното познавање на јазикот на кој се напишани, се одраз на големата посветеност и креативност. Великанот Шопов ги постави темелите на мостовите меѓу македонската и завиден број странски култури, а ние како негови потомци имаме обврска тие мостови да ги одржуваме и да ги зајакнуваме, но и да градиме нови. На не учествуваат семинаристи од Кина, Виетнам, Соединетите Американски држави, Австралија, Турција, Полска, Словенија, Чешката република, Унгарија, Грција, Бугарија, Романија, Молдавија, Руската федерација, Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија. Сите со решеност да ги продлабочат своите познавања за македонскиот јазик, литература и култура. Во виртуелната училница ќе го имаме Лирскиот дом на Шопов. Од 8 држави, купно 12 семинаристи. Токму странските македонисти и слависти се оние кои овозможија да се оствари идејата дека светот е судбина на Македонија. Преку нивните заложби македонскиот збор да се чуе и разбере во странските културни средини. Беше речено на отворањето на третата зимска школа на македонскиот јазик. Интересот за изучување на македонскиот јазик во светски рамки се повеќе се зголемува. Ова го покажува фактот што на третата зимска школа на меѓународниот семинар на македонски јазик, литература и култура се пријавени повеќе од 40 учесници од 17 земји од светот. Треба да бидеме особено горди, истакна председателот Пендаровски. Годинашното издание е во чест на великанот на современата македонска литература и култура Ацо Шопов по повод 100 години од неговото раѓање. Без сомнение, богатството на македонскиот јазик најубаво може да се види и преку пишаниот збор и достигнувањата на нашите литературни автори како Шопов, кои преку својот поетски израз отвара нови перспективи за препеви кои самите по себе, покрај одличното познавање на јазикот на кој се напишани, се одраз на големата посветеност и креативност. Уживањето во раскошот на неговите стихови е најдобриот начин да ја почувствуваме убавината на македонскиот јазик и неговиот огромен потенцијал. На академско ниво се остварува дел од она за што Шопов и неговата генерација културни дејци се залагале на средината на минатиот век. Но оваа трета зимска школа не само формално и символично, туку и суштински е соодветен почеток за чествувањето на овој голем јубилеј. Македонија е судбина на светот. Светот е судбина на Македонија. Овој стих на великанот Ацо Шопов е запишан во неговата поетска книга Аманет, дрво на ридот. 43 години потоа, овој стих се чини и одразува смислата и на оваа трета зимска школа, која е во чест на Шопов по повод 100 години од неговото раѓање. Почна третата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи со бројни странски учесници, македонисти и слависти од целиот свет. За разлика од минатогодишното издание посветено на кодификаторот на македонскиот јазик, книжевникот Блаже Конински, оваа година семинарот е посветен на еден од основоположниците на современата македонска поезија, големиот македонист Ацо Шопов и 100 годишнината од неговото раѓање. Искажаниот интерес не подсетува и на обврската
што ја имаме, да го негуваме македонскиот јазик и постојано да работиме на неговото зачувување и унапредување. Наспроти фактот дека зимската школа се одржува преку интернет, се надевам дека голем дел од вас наскоро ќе можат и физички да дојдат во земјава и да го изучуваат македонскиот јазик, како наш идентитетски и духовен столб, односно, како вели Коневски, единствената наша комплетна татковина. Особено сме среќни што се повеќе лингвисти, филолози, писатели и студенти покажуваат интерес за македонскиот јазик. Оние кои сега за прв пат учествуваат на оваа школа, на школата на меѓународниот семинар, посакувам неговото творештво да им биде предизвик во годините што се пред нас, бидејќи сум убеден дека нивната посветеност на македонистиката ќе продолжи. Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура е решен и подготвен да продолжи да вложува во перспективите за развојот на странската македонистика, а ние, како УКИМ, да ја дадеме нашата целосна и безрезервна поддршка. Затоа што во сето време досега, токму странските македонисти и слависти се оние кои овозможија во една убава смисла да се оствари идејата дека светот е судбина на Македонија, преку нивните заложби, македонскиот збор да се чуе и разбере во странските културни средини. Македонија е во светот, а светот во Македонија. Стиховите на великанот Ацо Шопов добиваат и нови значења и толкување и преку посветеноста на македонскиот јазик. Ова се дел од пораките со кои свечено беше отворена третата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, на која учествуваат над 40 странски македонисти од 17 држави. Верувам дека тоа ќе биде дополнителна мотивација и конкретна можност за ново приопштување на Шопов кон меѓународната читателска публика преку нови препеви и трудови за неговата поезија. Без сомнение, богатството на македонскиот јазик најубаво може да се види и преку пишаниот збор и достигнувањата на нашите литературни автори како Шопов, кои преку својот поетски израз отвара нови перспективи за препеви кои самите по себе, покрај одличното познавање на јазикот на кој се напишани, се одраз на големата посветеност и креативност. Шопов како една од централните личности на македонскиот 20 век и како поет, и како книжевен преведувач, и како културен придвижник и обштественик ги постави темелите на мостовите меѓу македонската и поголем број странски култури. Ние како негови потомци имаме обврска тие мостови да ги одржуваме и да ги зајакнуваме, но и да градиме нови. Во нашава современост, мислам, нема друг субјект кој на академско ниво дотолку се залага и придонесува за одржување и јакнење на постојните мостови и градење нови, токму преку јазикот, речта и културните вредности. Денеска беше отворена третата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Учествуваат 40 учесници од 17 земји, а ќе се одржува виртуелно до 28 јануари. Годинашното издание на зимската школа е во чест на македонскиот поет Ацо Шопов по повод 100 годишнината од неговото раѓање. Известува Александра Спировска. Во годината кога се чествува 100 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов, еден од централните македонски личности во 20 век, и како поет, и како книжевен преведувач, отворена е третата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. На зимската школа учествуваат повеќе од 40 учесници од 17 земји од светот, што сведочи за интересот за изучување на македонскиот јазик, на што сите треба да бидеме особено горди, рече председателот на државата Пендаровски. Без сомнение, богатството на македонскиот јазик најубаво може да се види и преку пишаниот збор и достигнувањата на нашите литературни автори како Шопов, кои преку својот поетски израз отвара нови перспективи за препеви кои самите по себе, покрај одличното познавање на јазикот на кој се напишани, се одраз на големата посветеност и креативност.
Великанот Шопов ги постави темелите на мостовите меѓу македонската и завиден број странски култури, а ние како негови потомци имаме обврска тие мостови да ги одржуваме и да ги зајакнуваме, но и да градиме нови. На не учествуваат семинаристи од Кина, Виетнам, Соединетите Американски држави, Австралија, Турција, Полска, Словенија, Чешката република, Унгарија, Грција, Бугарија, Романија, Молдавија, Руската федерација, Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија. Сите со решеност да ги продлабочат своите познавања за македонскиот јазик, литература и култура. Токму странските македонисти и слависти се оние кои овозможија да се оствари идејата дека светот е судбина на Македонија. Преку нивните заложби македонскиот збор да се чуе и разбере во странските културни средини. Беше речено на отворањето на третата зимска школа на македонскиот јазик.